Денеска православната црква ги празнува преподобниот Висарион, преподобниот Иларион Нови и преподобните маченички Архелаја, Текла и Сузана. Преподобниот Висарион, роден и воспитан во Египет, рано се оддал на духовен живот и не ја извалкал духовната кошула во која се облекол со светото крштение. Го посетил светиот Герасим на Јордан и го слушал светиот Исидор Пелусиот. Телото свое го победувал со голем пост и бдение, но овој подвиг го криел по можност од луѓето. Еднаш 40 дена стоел на молитва не јадејки и не спиејки. Една иста мантија носел и лете и зиме. Имал голем дар на чудотворство. Постојано место на престол немал, туку до длабока старост живеел по гори и по долини. Исцелувал болни и правел многу други чуда во корис на луѓето, а на слава на Бога. Се упокоил мирно во 466 година. Во грчкиот пролог овој светител се споменува по 20 февруари. Преподобниот Иларион Нови, игумен на далматинскиот манастир во Цариград, му бил ученик на светиот Григорий Декаполит и поддржувател на животот на светиот Иларион Велики, чие име и го зел. Моќен во молитвата и истраен и храбар во страдањето, а страдал многу за иконите во времето на лошите иконоборечки цареви, Лав Ерменецот и другите. Потоа царот Лав го исекле со меч неговите собствени војници во истата црква и на истото место каде што тој прв им се подсмевал на иконите и откај што ја тргнал првата икона. Тогаш светиот Иларион бил пуштен од темницата, но за малку. Повторно бил мачен и чуван во темница се до правоверната царица Теодора. Бил видовит и прозорлив. Ги видел ангелите Божји како ја однесуваат на небо душата на светиот Теодор Студит. Угодувајќи му на Бога, се упокоил во Царството Небесно во 845-та, во својата 70-та година. Спаси
Христе Боже, смертию смерть поправи, един си святия Троици, спрославляеми Отцу и Святому Духу, спаси нас. Преподобните маченички Архелаја, Текла и Сузана. Како монахини, чисти и девствени, се подвизувале во еден незнаен манастир близу до Рим. Но кога настанало гонењето на христијаните под злобниот цар Диоклецијан, тие избегале во Кампанија и таму се населиле близу до градот Ноле. Нивниот свет живот не можел да се скрие од луѓето кои од околните места почнале да доаѓаат кон нив, барајки совет, поука и помош за разни маки и болести. Но најпосле незнабожците ги фатиле и ги извеле пред суд. Тие јавно и слободно ја исповедале верата во Христа. Кога судијата Леонти ја прашал светата Архелаја за верата Христова, таа одговорила: со силата Христова ја поништувам силата ѓаволска. Луѓето ги учам на разум да го познаваат единиот вистински Бог, а со името на мојот Господ Исус Христос, единородниот Син Божи, им се дава преку мене, слугинката Негова, здравје на сите болни. Сите три девици биле тепани, со врела смола поливани, во темница со глад измачувани и на крајот со меч исечени. Кога биле изведени на губилиштето, им се јавиле ангели, кои некои од джелатите ги виделе и толку се исплашиле од тоа што не смееле да го кренат мечот на светите девици. Но овие ги охрабриле да ја извршат својата должност. И така биле исечени како јагниња во 293 година и се преселиле во Царството Христово за во вечноста да се одморат и да се насладуваат со гледањето на лицето Божјо. Te